Стигнавме до 6-та глава, поминавме скоро цела година на оваа послание. Се надевам дека Господ ни откри многу вистини во ова важно послание и сега во овој последен дел ни открива нови перспективи во животот, еден нов поглед на животот кој малку поинаков од оно што сме навикнале да го гледаме или да го слушаме. Во овој текст се говори за ѓаволот, се говори за неговите стрели со кои не напаѓа, се говори за поднебесни зли духови, на темнината, на злобата. Се говори за една војна, борба и така натаму. И поради сликите кои ги представува овој текст, некои кругови христијански кои се нарекуваат интелектуални, сметаат дека не би требало многу сериозно да се занимаваме со овој текст, не би требало сериозно да го сватиме на овој текст, бидејќи на крајот на криштата кој се уште верува дека постои ѓаволот, дека постојат демони, дека постои некоја организирана хиерархија на зли сили кои носат зло во светот. Некогаш верувале во ѓаволот, ама сега веќе не верува никој. Затоа зошто би се занимавале со овој текст. И затоа додека го изучуваме сега и во наредните неколку недели, добро е да се подсетуваме на вистината дека целото слово е боговдахновено. И целото слово ни открива вистината за животот. И овој текст, како и целото слово, сака да ни помогне појасно да го сватиме животот и да ја видиме позадината на проблемите во овој живот. И затоа и ќе посветиме и повеќе внимание. Само 8 стиха се, 9 стиха, кои говорат за таа духовна војна, меѓутоа се многу важни. Бидејќи овој свет живее во духовно робство. Светот се обидува да наметне во умот на луѓето поинаква представа за животот, представа која не одговара на реалноста. Светот е како онаа тема која е представена во филмот Матрикс или Матрицата, кој беше популарен пред 17-18 години. Младите, сите млади, верувам го знаат, тој филм беше многу познат. Постарите можеби не го знаат. Во футуристички филм се говори за некој идно време кога машините, роботите ќе станат толку паметни, вештачката интелигенција ќе добие способност да размислува и машините ќе го покорат човекот. Ќе го поробат и ќе го држат во робство. Меѓутоа, за да ги држат покорни луѓето, инсталираат во нивниот ум матрица дека живеат убаво, дека живеат нормално, а всушност луѓето се во едни капсули и се користени како еден вид батерии за машините. Само во нивниот ум се одвива некој живот, а тие реално се заробени. Така некако изгледа и животот на човекот. Човекот во неговиот ум, светот наметнува една матрица дека е убаво, дека нештата што се случуваат се нормални, дека човекот е слободен, дека му е убаво, нуди една розова представа за животот, а со суштина човекот е роб. Поробен на гревот, тој е под робство на силите на темнината, на сатаната. И светот се обидува на различни начини, преку различни шминки, да го украси животот. Филозофиите, убавите човечки филозофии, хуманизмот, маркетингот, комерцијализмот, сето тоа, новите производи кои нудат удобство и така натаму. Сето тоа се обидува, сите тие нешта се обидуваат и светот ги користи за да го заблуди човекот дека му е убаво во состојбата во која се наоѓа. А вистинската состојба на човекот можеме да ја видиме само кога ќе отвориме Библијата. И таму ни се дава вистинската слика за човечкото робство. Библијата го расоблекува
човечкиот живот и расоблекува човечката илузија од сите оние шминки кои ги додава светот. И ја нуди, ја дава голата суштина на човечкиот живот. Го открива човечкото робство, поробеноста на човечкиот ум под силите на темнината. И секако преку Библијата ние можеме да видиме како овој систем на вредности кој го нуди светот на крајот на краиштата води кон пропаѓање, кон уништување. И тоа е реалноста околу нас. Гледаме како светот оди кон се подлабока темнина, омрза, непријателство, војни, конфликти, неправди. Библијата ја открива сета суетност на оние задоволства кои ги нуди светот и кој сака, преку нив сака да прикаже дека човекот е радосен и задоволен. Светот ја открива, тоест Библијата ја открива сета безсмисленост на надежта која нуди светот. Колку таа надеж е несигурна, колку таа надеж е суетна, нестабилна. Сето тоа можеме да го видиме отварајќи ја Библијата и секако. Многу луѓе, откако ќе ја видат реалноста што ја нуди Библијата и нема да им се допадне таа реалност, ја отврлаат. Преска почнавме да го гледаме повторно филмот Матрикс, и он главниот јунак, Нео се викаше, му прикачуваат една друга матрица за да ја види реалноста всушност која е. Дека не е таа која што ја прикажуваат роботите, машините. И кога тој ја согледува реалноста, не може да ја прифати. Сака да се врати назад во илузијата. И тоа го прават и луѓето, кога ќе ја видат вистината, реалноста која е представена во Библијата, бидејќи не им се допаѓа, ја отврлат и решаваат да живеат во илузијата, да се самозалажуваат. Бидејќи така им е попријатно, полесно. И пред нас постојано е оној избор кој го правиме, дали ќе го прифатиме оној нестабилен, несигурен човешки авторитет, непостојан, или пак ќе застанеме зад авторитетот на Словото, Божиот авторитет, кој е постојан, кој е сигурен. Дали ќе ја прифатиме реалноста на Библијата, или ќе останеме да живееме во заблудите, што овој свет, со кој што овој свет го поробува човештвото. Така да овој текст, всушност, овој дел од посланието до Ефесијаните ни ја представува реалноста. Ни го представува животот во неговата реалност и ни покажува кај се корените, поради што светот е таков каков што е. Ја покажува духовната борба која стои зад оваа видлива човечка војна. Ни покажува корените за сета човечка мизерија која го живее општеството, светот. Ги видовме овие првите 3 стиха. Денеска, ова вечер, ќе се обидеме само да поставиме една генерална рамка на овој текст, кој ќе се движиме наредниве неколку седмици. Понатома ќе видиме, ќе видиме природата на таа војна, нападите кои или стратегијата која ја користи сатаната и која е оружјето, стратегијата која ние ја користиме. Така да ќе се движиме побавно, зашто сметам дека е важен овој текст. И овој текст, како што го прочитавме во самиот почеток, во првите 3 стиха, ни говори за војна. Војната како основната карактеристика на животот. Човекот е вклучен во војна и таа војна постојано се одвива. Секој ден е една нова битка во таа војна која секој ден ја водиме, секојдневно ја водиме. Животот е борба. Има еден пријател од Софија, пастор Людмил Јатански, кој ќе му кажам за какви проблеми имам и со какви проблеми се соочуваме, обично неговата реакција прва е секој пат: војна, брат, војна, животот е војна. Тоа е. Животот е војна. Секој ден војна. Јас верувам дека сите ние, без исклучок, повеќе би сакале да слушаме за животот како за една убава розова романса. И многумина го представуваат животот, христијанскиот живот, така, идеалистички. Кога ќе станеш христијанин, ќе живееш еден живот услободен од било какви проблеми. Дојди кај нас
и ние ќе ти понудиме живот без никакви проблеми. И тој копнеш е разбирлив во човекот и е нормален. Тој копнеш во човекот е посаден уште од почетокот. Корените на тој копнеш да живее во рај на земјата, човекот го има уште на почетокот, кога Бог го постави човекот да живее во Едемската градина. И тоа е Божјата воля на вистина за човекот. Човекот да живее убав живот во неговото присуство уште на почетокот. И Бог ќе го оствари тој план за човекот во Божјото царство, на небото. Но сега, на земјата, поробени под гревот, под Богот на овој свет, животот е војна. Не можеме да го искусиме идеалниот живот кој што Бог го има за човекот. Во овој свет апостол Павле дава реален опис, вели дека ние сме во една постојана, непрекината војна со силите на злото. И не можеме да се оттргнеме од таа војна. Можеме да решиме да дезертираме. Можеме да решиме да бидеме настрана. Ма постојано, секојдневно, доаѓаат нешто кој не враќаат, не туркаат повторно назад во таа војна. Нови непријатности ќе не извадат од розовиот живот и ќе не втурнат во некоја нова битка. Тоа е вистината. Ни се случувало, сите нам, се бориме со нешто, работиме за нешто, се трудиме, се стремиме кон нешто, основа е на семејство, работа, материјална сигурност, дом и така натаму. И ќе успееме, ќе постигнеме, си мислиме, си велиме, готово, сега ќе се опуштиме. И наеднаш, може би смртта ќе затруба. И ќе те земе некој близок. И ќе те втурне во војна. Војна против со осаменоста, војна со тагата, војна со празнината. Реалност е дека ние секојдневно сме под ризик, ризик по нашето здравје, ризик по нашето тело, ризик по нашиот имот. Ние сме постојано под ризик на губење на врски со луѓето, пријателства. Постојано се соочуваме со опасност дека ќе се свртат и најблиските против нас поради некоја причина. Ќе загубиме драго пријателство. Ќе доживиме, ќе искусиме некој отпор и така натаму. Тоа се постојани ризици и постојано сме во таа војна против некакви непријатности. И оно што можеме да го видиме во таа војна, која е секојдневна и постојана, дека е флуктуирачка или таа војна не е секогаш со ист интензитет. Апостол Павле вели дека треба да го земеме сето оружје Божјо, за да можеме да се браниме во лош ден. Има ли добар ден? Да, има и добар ден. Има и лош ден. Има денови кои се повеќе лоши, има денови кои се помалку лоши, а има и добри денови. Има денови кои се навистина лоши, многу лоши. Има денови во кои, верувам сите сте искусиле, се чувствувате како сите проблеми на светот да се стовариле на вашите плеки. Навистина лоши денови. И нормално е сите денови да бидат такви. Пред некој ден бевме на конференција во Струга и започнавме со едни други христијани. Спомнавме дека нормално е ние секој ден да искусуваме само зло и неволи. Зашто човештвото доброволно избрало да влезе во покорен однос кон злото, на сатаната, уште во Едемската градина. И само по Божјата милост, по Божјата благодат, сите наши денови не се лоши или не се зли. Бог во неговата милост и благодат го држи, го ограничува злото, да не се излева максимално како што сака злиот да го излева во овој свет. Ако не е Божјата милост, сите наши денови ќе бидат како деновите на Јов во Библијата. Сеќавате, Бог го праша сатаната за неговиот човек, слуга Јов.
дека нема никој како него. И сатаната му рече, дозволи ме да се допрам до него. Ти си го оградил и со блага, и со заштита. Тргни ја заштитата. И дозволи ми да се допрам до него. И Бог му дозволи. Бог кој инаку го држи злото и го ограничува да не се излева, го пушти. И што се случи? Јов загуби се за еден ден, 10 деца. Целиот имот кој беше со непроценлива вредност. Здравето го загуби. На смртна постела легна. Кога Бог дозволи, тоест го тргна ограничувањето на сатаната. И можевме и тогаш гледаме на што е се спремен сатаната да направи. Но фала му на Бог што тој е добар и милостив. Иако светот заслужува секојдневно во секој момент да го искусува она зло кој го искуси Јов, Бог во неговата милост, неговата општа благодат го ограничува, го држи како на синџир злото. И трагично е што ние си мислиме дека добрите денови се она што го заслужуваме. Правилото што треба да се однесе, да важи за животот. И забораваме дека всушност добрите денови се подарокот од Бог, благословот од Бог. И затоа и не благодариме. Кога доаѓаат добрите денови, забораваме да благодариме, забораваме да доаѓаме кај Бог, а кога доаѓаат лошите денови, тогаш се чудиме зошто се лоши. И тогаш го бараме Бог и се велиме, Господи, зошто овие лоши денови? Кога доаѓаат добрите денови, да бидеме благодарни. Добрите денови се благослов од Бог, резултат на неговата милост. И така, војната е она што ја формира глобалната слика за животот. Животот е бескрајна војна, која варира во интензитетот, но трае. Од гроб, од лулка велат до гроб. Тоа е животот на човекот. И Јов го кажува во неговите диалози. Животниот или векот на човекот е краток и полн со неволи. Од почеток до крај. Војната е општата карактеристика на животот. Природата на војната. Обично апостол Павле, кога сака да обясни нешто, прво кажува што не е. И вели, таа војна не е против тело, или плот во оној другиот текст, и крв. Не е против тело и против крв. Навидум, таа е како да е против тело и против крв. Таа војна на злите сили добива видлив израз како војна меѓу луѓето. И поради тоа, обично, ако ги прашате луѓето, кој е виновен или кој стои зад нивните проблеми, ќе посочиме луѓе. Кој е крив за состојбата во која се наоѓаме? Луѓето, некои луѓе. Ако сте од една политичка партија, ќе ги обвините челниците на другата и обратно. Ако не сте политички активен или не ве интересира политиката, некој друг човек повторно ќе посочите за проблемите. Може да е виновен пријателот, комшијата, колегата на работа, свекрвата, бабата. Некој е виновен. Луѓето се виновни. Апостол Павле е многу прецизен и вели, вашиот проблем не се луѓето. Вашиот проблем се началствата, властите, поднебесните сили на темнината. И тој тука изредува една долга низа на фактори кои се вклучени во таа војна. Началства, власти, световни управители на темнината од овој век, поднебесните духови на злобата. Тие се вашиот вистински непријател. Тоа е вашиот проблем, вели апостол Павле. Вие всушност се борите против нив. И не само христијаните, целата човечка раса, целото човештво е втурнато во таа војна. Проблемот е што, како што реков на почетокот, луѓето во светот не осознаваат природата на војната. Не осознаваат, не можат да видат кој стои, која е позадината на секоја војна. Ние христијаните можеме тоа да го видиме, можеме да ја видиме реалноста и затоа,
можеме и успешно да се бориме. Не можеш да се бориш ефикасно во некоја војна ако ти не знаеш кој е вистинскиот непријател. Ако силите си ги трошиш во празни нешта и користиш некои безсмислени стратегии, како што народот користи, како што луѓето користат. Луѓето чувствуваат, осознаваат дека има духовен непријател, дека има духовни сили. И користи стратегии, но тие се комични. И злото, темнината, се радува кога гледа такви стратегии и кога гледа какви ритуали се прават луѓето во таа војна. Организираат карнавали. Ако не се знаеле, позадината на карнавалите што ги има во Македонија и насекаде во светот е духовна војна. И оно и во Струмица, и во Прилеп, и Галичник, или кај? Вевчани и така натаму, тие познати карнавали кои денес се како некакви културни манифестации, во минатото тие биле ритуали преку кои луѓето се бореле со злите сили. Кукерски игри, звонци, облечени во кожи, со маски. Зошто? За да го уплашат непријателот, да го уплашат ѓаволот, да ги уплашат демоните. Ако не можат да ги победат, барем да ги избркат. И луѓето прават најразлични ритуали, тие се плашат, осознаваат злото, темнината. И прават најразлични ритуали во важните моменти на живот, кога ќе се роди дете, кога умира човек, кога се венчаваат, еден куп ритуали. И сите тие ритуали имаат за цел или да ги омилостиват тие духовни сили, или да ги избркат, или да ги победат и така натаму. Проблемот е во тоа што таа духовна борба дојува комичен израз во кој непријателот воопшто и не влегува во таа војна. Нема црвеното конче на раката да го уплаши непријателот или да го победи. Не може некој обред да донесе победа во духовната војна. Не може она гранче што го ставаат луѓето на вратата на цветници да држи куќите и домот надвор од тие нечисти сили. Духовната борба е сосема поинаква. И апостол Павле говори за таа духовна борба, како правилно да се води. Навистина, некои пак и целосно игнорираат. И велат, како што не реков, ѓаволот е измислица, со кој некои се обидуваат да ги плашат другите и веќе никој не верува во постојањето на ѓаволот. Тоа е само една метафора, една персонификација, олицетворение на злото. И затоа не треба да се занимаваме со такви работи. Меѓутоа, ако отврлиме реалност од постојањето на духовната војна, тогаш ќе испаднеме во состојба да не можеме да објасниме од каде е злото. Не можеме да објасниме правилно реалност. Навистина, од кај доаѓа злото? Од кај толку зло во светот? Кој е причината за сите тие конфликти, за таа темнина, за сите тие ненормални појави во човештвото? Па нели хуманистичката филозофија тврди дека човекот по природа е добар. Па ако е добар човекот, тогаш од каде е злото? Толку војни, толку смрт, толку глад, толку непријателства. И светот измислува се по-ужасни, по-чудни техники како да се уништува самиот себе си. Преди известно време беше популарна една игра, може би се уште, некаква апликација или не знам што беше на социјалните мрежи, синиот кит или белиот кит, синиот кит. Не знам како се тие зли умови кои можат да измислат, да изработат апликација која на привлечен начин ги мотивираат децата на крајот да се и убиваат. Така да во таа игра имаше и смртни случаи, мали деца го загубија животот. За сето тоа стојат луѓе кои ги измислуваат тие игри за да ги водат децата во смрт. Ја користат технологијата и интернетот за да ги водат децата во смрт. Кој стои за сето тоа? Ако човекот е по природа добар.
А ако не е добар, зошто не е добар? Кој е позадината на злото во човекот? Исто така, пред 15 на 20 години во Јапонија, кога беа популарни чатот преку Мирц, мислам дека се викаше, имаше организирана група на самоубийци. И вршеа колективно самоубийство, се договараа во кој ден, во кој час ќе се сретнат на интернет и да извршат самоубийство. Кој стои за сето тоа, за таквите зли практики? И светот си ги поставува тие прашања и не може да ги одговори. Факт е дека човештвото е сериозно разболено. Обштеството е во сериозна болест. Има сериозни симптоми. Нешто се случува во овој свет. Дури и големите светски лидери се собираат честопати на самити да дискутираат за тоа зло и бараат решение, бараат да ги откријат причините. Свесни се луѓето дека има зло. И ако ги тргнеме овие сили, таа реалност што открива Библијата, тогаш кој е причината? Кај да ги бараме корените? Има едно прашање што пред 20 на години, 30 можеби, еден од генералните секретари на Обединетите нации го поставува на една важна седница на Обединетите нации. Вели, што е тоа што испуштаме од предвид, поради што и покрај сето знаење и умење кој го има човекот, и покрај науката и големите достигања, се уште се наоѓаме во темната сенка на раздорот, конфликтите и непријателството. Што е тоа што ни пречи да се движиме напред, да ги уживаме плодовите на човечките усилби и да ја жнееме жетвата на човечките достигања. Да, светот оди забрзано напред во технички поглед, но се уште не може да ги искусува во радост, во мир, плодовите на таквите достигања. Зошто и покрај сите искажени желби, надежи, умења, на тоа сме сведоци, постоја на секој нов конгрес, самит и така натаму, еден куп добри желби за залагање, за мир, за пријателство и така натаму. И покрај сите тие залагања, покрај сите тие самити и така натаму, мирот на земјата е се уште далечен идеал, едва видлив, сокриен зад завесата на бурите и брановите на секојдневните несреќи. Наместо мир, реалноста е несреќи, секојдневни несреќи, конфликти, омрз, непријателства. И социолози, политичари, општественици, постојано го поставуваат тоа прашање. Кај е грешката? Што пропуштаме? Ами го пропуштаме она што Библијата ни вели. Реалноста што открива Библијата. Апостол Павле вели, светот е порубен. Светот е во робство. Во робство на поднебесните сили на темнината. Началствата, властите, световните управители на овој свет, поднебесните духови на злобата го држат светот во робство. И тоа е проблемот на човештвото. Наредните неколку недели ќе се обидеме појасно да ја видиме целата оваа слика, кои се тие сили и како да се бориме. Овде само ќе се здржиме на општа една карактеристика, една кратка карактеристика која Библијата и Господ Исус Христос дава за оној кој се наоѓа на хиерархијата на оваа непријателска структура за човекот. Ѓаволот, паднатиот ангел со злобна мок и лукава интелигентност. Тоа е непријателот со кого војуваме. Тоа е противникот. Со него се бориме секојдневно. Тоа е учењето на Библијата од првата до последната страница. Отворете, кога ќе отворите Библијата, после создавањето, што гледаме? Почетокот на една војна. Војна со лукавиот. И таа војна ја гледаме до крајот на Библијата. И таа војна, особено во детали, е опишена на првите страници, каде што е даден почетокот на војната, и детален опис имаме на последните страници на Библијата, каде што гледаме крајот на таа војна, кулминацијата и конечниот пораз на противникот, на непријателот. Тоа е Библијата. Духовната војна опишена од почетокот до крајот и начинот на војување и конечната победа што имаме во Бог во таа војна.
Господ Исус Христос откриено го посочува или посочува суштината на проблемот кога им се обраќа на фарисеите. Им открива јасно кој е коренот на нивниот проблем, кој е коренот на нивното непријателско однесување спрема Господ Исус Христос. Им вели, вашиот татко е ѓаволот, зато така се однесувате. И вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Е тоа е проблемот на светот. Таткото на овој свет е ѓаволот. И светот сака да ги исполнува желбите на таткото. Тој е човеку, а каков е тој? Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Ова свет е свет на лаги и илузии, зашто таткото на овој свет, во неговата природа, е лагата, невистината. Кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажливец и татко на лагата. Човекоубиец и татко на лажливец и убиец. Ова едноставна констатација што Господ Исус се дава за сатаната и разголува неговата природа. А тој делува според својата природа. Тој е лажго, тој е убиец и тој секогаш делува согласно со неговата природа. И затоа овој свет, кој е починат на природата на ѓаволот, е свет кој има лага, има смрт, има убиства. Се што тој прави, произлегува од тие негови желби. Бидејќи е лажливец, бидејќи е убиец, тој прави во светот да има измама и да има уништување. Затоа толку деструкција во овој свет. Затоа толку омрза и толку непријателство. Затоа толку фрустрација, затоа толку оче и безнадежност. Библијата го нарекува во 2 Коринтијани 4:4 Богот од овој свет или Богот на овој свет. Не дека тој владее суверено во овој свет. Но овој свет е покорен, се покорил овој свет. Се препуштил овој свет на покорност на злиот, лукавиот. Секако дека на врвот, горе, на хиерархијата е Бог, вистински нашиот Бог. Но овој свет се покорил на сатаната. И во овој свет го прави она што сака сатаната да се прави. А во суштина уништувањето, деструкцијата, омразата, лагата, измамата е она што стои, она што го води овој свет. Резултатот на тоа покорство кон сатаната е убиства, смрт, неспокојство, фрустрираност, празнина, очај. Сатаната се обидува да измаме. Ако не успе некој да го измаме, ќе го убие. Ако не успе да го убие, ќе го измаме. Околу тоа се врти неговата стратегија. И тоа е единственото адекватно објаснување за случувањата во светот. Тоа е објаснувањето за позадината, духовната позадина кој стои зад овој очен свет. Може би изгледа депресивно ваквото објаснување, оваа слика. Не можеме да избегаме од библиската вистина за овој свет. И затоа разумно е да се разбере духовната војна, зашто само така таа војна може да се добие. Единствената стратегија е она што ни дава апостол Павле. Засилувајте се во Господ и во силата на неговата мог. Тоа ќе говориме во наредните изучувања. Овој текст на крајот на посланието до Ефесијаните, откако тој ни открил што имаме во Христос, што се Бог направил за нас во Христос, откако ни открива какви ресурси имаме во Господ Исус Христос, откако ни открива се што располагаме, какви богатства на небото. На крајот на посланието, во завршните реченици, завршните зборови се повик, како борбена труба одекнуваат. Како што трубата ќе засвири и повикува на борба, така и овој текст. Овој текст е на војничка труба, кој повикува на разумна борба. Повик добро да се води ова војна, да се стои стабилно на она стратегија која Господ ни оставил, стоејќи на верата, облечени со она Божје оружје кое е представено во овој текст. Повик кој треба сериозно да биде сватен. Ние не сме повикани
да се бориме против тело и крв. И то треба да го памтиме. Нашиот вистински непријател не се луѓето. Коренот на проблемот не е во човекот. Има духовна позадина, има духовна војна. Бојното поле е областа на умот. Сатаната го покорува умот на човекот и го држи во робство, во илузија, умот на човекот. Словото, молитвата, Светиот Дух во нас го ослободуваат умот од тоа покорство. Се зборавме, Викторија сподели пред некој ден, вели, ако не читам известно време Библија, осеќам, чувствам како умот почнува да ми се полни со зло, со лоши мисли. А кога ќе отвориме Библијата и ќе се почнеме да се молиме, тоа бојно поле почнува да се ослободува. Таму е војната, во умот. И затоа на многу места Словото говори за почеток на христијанскиот живот во умот. Трансформација на умот, преобразба на умот, ослободување на умот од робството на сатаната и негово доведување до слободата на Исус Христос. И тоа голем предизвик. Животот добива вистинска мисија. Живот добива голема смисла. Во тој филмот пак на крајот уште еднаш Матрикс, една група луѓе се бореа против машините со една единствена цел, да го ослободат човештвото од тоа робство против машините. Голема е таа мисија, кога знаеш дека кога ќе видиш вистината, кога ќе ја разбереш, кога ќе видиш реалноста и кога ќе го видиш робството на луѓето, тогаш осознаваме каква голема мисија имаме, во каква важна, значајна војна сме вклучени. Војна да ги ослободуваме луѓето, да им помагаме да ја видат реалноста, да бидат ослободени од тоа робство во кое се наоѓаат, да заживеат вистински живот, не живот во илузија, не да мислат дека живеат, да се заблудуваат дека живеат, но вистински да почнат да живеат, ослободени во спасителното дело на Господ Исус Христос. Ние сме реално вклучени во таа војна. Секојдневно ја водиме. Да работиме на Божјото дело, на спасение на тие луѓе. И тоа го прави животот на вистина значаен, па дури и возбудлив. Луѓето сакаат да гледат филмови, фантастични филмови, како Лордот или Господарот на прстените, како Хари Потер, во кој што има борба со некакви митолошки суштества, елфи, тролови, магиосници и така натаму. Ние реално сме вклучени во таква војна, секојдневно. И нашата војна има многу повозвишена цел. Доведување на луѓето во Божјото царство, каде што има слобода, каде што има вистинска надеж, каде што има вистински вредности во животот, каде што има вистинско задоволство и вистинска радост. Затоа да бидеме силни во Господ и во силата на неговата моќ и одговорно да ја водиме таа војна. А Господ да не води у наредните изучувања, да можеме подобро да ја разбереме, за поуспешно да војуваме. Амин.